Денес разговараме со човек кој не гради само насмевки, туку и самодоверба. Оралната хирургија не е само медицина, тоа е прецизност, одговорност и јас би рекла имање на визија. И во денешно време, кога технологијата се развива толку многу брзо, а пациентите имаат се поголеми и поголеми желби и потреби, што значи да се биде успешен имплантолог? Дали имплантите се луксус или потреба, дали технологијата денес е поважна од знаењето и дали од струмица може да се достигне до светско ниво. Гостин ни е специјалист по орална хирургија, меѓународен предавач и човек кој за себе има светско искуство од повеќе земји, доктор Томе Пиперевалиев. Докторе, добре дојде во мојот подкаст и да ти кажам прво благодарам што се одзва на поканата да ми бидеш гостин во мојот подкаст. Добро вечер, Мери. Најпрво да изразам една искрена благодарност за укажаната чест и задоволството да бидам дел од вашиот подкаст. Така. Се надевам дека точно го кажав презимето. Го вежбавме малку подолго време. Ретко кој може од прва, меѓутоа одлично. Да, и јас се мачев малку. Докторе, на самиот почеток да те прашам. Нас, верувам дека не постои човек на кого не му е страв кога треба да оди на стоматолог. Види, тоа е нормално. Што нормална реакција. Нормално е. Прво самата помисла дека одиш за нешто медицински, што се работи за здравје, и самата помисла на болница или клиника и што и да е, пробудува страв. Тоа е психологија. Според мене не би било нормално да не постои некој да дојде страв. Па и ние стоматолозите кога треба да одиме кај некој колега да поправиме заби како и да е, има некој. Како се чувствува доктор Томе кога оди кај друг колега на заболекар? Постои трема, дефинитивно. Иако знаеме што би се случувало и како би течело постапката, нормално, бидејќи познаваме тие работи, тоа е нашата професија, но страв постои. Постојано зборуваме, голем дел од луѓето не одат на стоматолог баш од таа причина. Страв ми е како ќе биде, што ќе биде. Има ли некој начин да се намали таа болка, страв? Многу често сега како што оди технологијата напред се ставаат анестези на секој лекување и лекување не мора да се вади за. Порано беше мислам дека причина за страв не треба да постои и избегнување на стоматолог. Тоа не доаѓа во предвид затоа што денешнава наука, посебно фармацијата, возможија примена на современи анестетици, локални анестетици, кои што овозможуваат широко поле на работа, безболна работа и комфорт како за докторот, така и за пациентот. Так. Уште на самиот почеток да не се плашат луѓето на стоматолози. Сега технологијата е многу напред. Иако реков дека тоа е нормално и психолошки да постои страв, меѓутоа избегнување на стоматолошки ординации, преглед, контроли, санирање на заби не треба да постои затоа што секој проблем со забалото, доколку се остави да прогредира, ќе доведе до губење на заб. А тоа е огромна загуба прво за нас како личности и штета и за самиот организам. Да. Со таа цел јас ги правам и моите подкасти и многу ми е чест што денес ќе разговараме баш на таа тема, малку и да ги едуцираме публиката и граѓаните, и тоа да им укажеме и да ги информираме дека не е толку страшно. Сакам да те прашам за твоите почетоци. Како воопшто се роди идејата Томе Пиперевалиев да биде стоматолог? Имајќи во предвид дека во вашата фамилија, колку што јас знам, нема доктор, ниту пак стоматолози. Точно така, одлично се запознаена. Прва генерација сум на доктор во мојата фамилија, па желбата да бидам искрен потекна уште од раното детство. Посакував да бидам доктор и поради честа посета на стоматолог се интересирав како работат, што работат, учев одредени работи и додека одев на стоматолог, додека посетував, се роди желбата да истражувам за стоматолошки факултет и нормално дознав информации дека прво треба се заврши средно медицинско училиште. Јас учев средно медицинско во Штип, смер забен техничар и нормално патот ме водеше кон стоматологијата и сега сум специјалист орален хирург, кој но патот те носи во Гевгелија, не остана сепак во Струмица? Извесно време, 4 години работев во Струмица, меѓутоа потоа заминав во Гевгелија и таму сум веќе скоро 8 години во приватната здравствена установа Дентиција. Модерна, современа ординација, која што е одлично опремена, можем да кажем на светско ниво, каде што сум прилично горд што работам
Така. И ние сме горди што во нашата околина имаме такви квалитетни, нели, современи ординации и јас би кажала успешни врвни стоматолози на кои можеме да се потпреме во однос на нашето здравје за забите. Благодарам. Сега, докторе, кажи ми една компарација. Како вие бевте студенти, како вие, нели, како се одвиваше овој процес на едукација и како е сега? Имаш ли некои информации сегашните студенти како учат, ајде да кажеме нашки, и како сте биле вие? Има разлика? Тогаш и сега? Ме враќаш едно добро 15-16 години. Да не се откриваме колку години имаме. Ако не ми е проблем. Па види, стоматологијата е наука што бара секојдневно учење, посветеност, секојдневно дружење со книгите, многу клиничка пракса и важно е да се знае дека студирањето стоматологија не завршува со дипломирањето. Стоматологијата и не само стоматологијата, воопшто сите медицински науки барат континуирана едукација. Так. Посета на настани, семинари, следење на науката, следење на технологијата, доколку сакаме да бидеме во чекор со модерните трендови и нормално да пружиме поквалитетна услуга кон нашите пациенти. Што се однесува до студирањето тогаш и сега, да бидам искрен, сега во оваа информатичка технологија, во оваа ера на информатичка технологија во која што живееме, сметам дека информациите многу полесно можат да стигнат до секој студент, многу полесно може да се најдат и книги и учебни помагала за разлика од пред 15-20 години. А и дефинитивно стоматологијата од тогаш и сега е многу промената. Да, но докторе, еден друг момент знаат да кажат луѓето, сега е многу полесно да се студира, нели, не е толку строго, ајде да кажеме, на факултетите, и дали врз основа на тоа полесно студирање ние добиваме помалку квалитетни стоматолози, за разлика од порано. И дали тоа што сите информации им се достапни, расте самодовербата кај новите стоматолози, но сепак квалитетот дали е тоа? Видете, ако земеме во предвид дека истите професори предава и пред 15 и 20 години, кои што споделува одлично знаење, така да сметам дека секој оној кој што сака да научи, може да најде научи и да стане квалитетен стоматолог. Нормално тука треба многу посветеност, како што реков, многу клиничка пракса со цел стекнување на мануелна спретност и примена на тоа во секојдневната работа. Што се однесува до квалитетот, искрено не сум меродавен да го ценам тоа, меѓутоа сметам дека постои простор за подобрување на идните генерации. Во однос на праксата. Во однос на праксата и во однос на знаењето. Да. Меѓутоа, особено, повторно ќе повторам, на она клиничка пракса. Затоа што ние како доктори можеме се да знаеме по книги, меѓутоа ако тоа не знаеме на дело да го примениме во нашата секојдневна работа и тој бенефит да го почувствуваат пациентите, тогаш залудно е знаењето. Да. Во една кратко интервју од стоматолог, мислам беше некаде од странство, имаше многу убаво кажано стоматологијата е уметност и е голема одговорност. Дефинитивно да. Ако земеме во предвид дека работиме прво со здравје, жив организам, потоа работиме на лице и рехабилитираме функции на устната празнина, тогаш сите овие три фактори, и ако ја додадеме и естетиката, го зголемуваат тежината на професијата. А секој од овие фактори крие известни ризици. И ние секојдневно се бориме помеѓу овие елементи кои што веќе ги набројав. Тоа е, слободно може да кажеме, и ризична професија. Здравјето е во... Па се што е поврзано со здравјето и со медицината е ризична професија. Го менувате нашиот изглед на добро или на лошо, зависно од успешноста. Многу повеќе се менува изглед со менувањето на забалото, колку со фризура или шминка, дефинитивно. Так. Затоа што тоа е некој траен белег кој што го носиме со нас секојдневно. Како се справувате со овој ризик или одговорност би кажала? На дневна основа имате постојано критични пациенти, ситуации. Успева ли доктор Томе да се справи со сите тие ситуации? Како професија прашувам. Стоматологијата е како вие на вас? Јас барем ја доживувам како тимска работа, затоа и постојат специјалности, орална хирургија и протетика и ортодонција и ендодонција, и можам да кажам дека сум благодарен што работам во ординација која што покрива поголем дел од специјалностите во стоматологијата и така некако со заедничка работа, она тимска работа која што ја веќе ја спомнав, успеваме
да излеземе на крај и со покомплицираните случаи и да пружиме поквалитетна услуга на нашите пациенти. Така. И тоа ме прави особено горд. Значи со напорна работа, нели? Дефинитивно да. Се добива. Да. Уште на самиот почеток, нели, сепак сме на почетокот на подкастот, што би им препорачал на сите оние млади стоматолози, нели, кои тргнуваат на тој пат и знаат да кажат, ама многу е тешко, не може да се успее. Па виновна е ситуацијата во државата или не знам некои други конкуренти. Што би им кажал на нив? Не може да се успее само ако не се проба. И ако се седи дома, ако се кука и ако размислуваме негативно, дефинитивно нема ни поента да се успее. Успехот нормално бара вложување, бара труд, јасна визија и јасна цел кон која ние се стремиме да ја оствариме. Без тоа успех не може да дојде. Така. И успехот е релативна работа. Денес го има, ако не знаеш да го задржиш, утре веќе ќе го нема. Докторе, ме интересира во нашата држава каква е ситуацијата со бројот на стоматолози, но споменавме и пред да започне самиот подкаст дека има голем број на студенти по нели, во медицина. Дентална медицина. Така, дентална медицина. Сметате ли дека има повеќе од колку што реално е потребно на нашата држава? Па видите, ако земеме во предвид дека во Македонија моментално има активни околу 3000, можеби и до 3500 активни стоматолози со активни лиценци и на сето тоа додадеме еден непопуларен факт. Во Македонија постојат активни моментално 5 или 6, ако не се лажам, стоматолошки факултети, така да можеме да заокружиме на една бројка на годишно ниво на запишување од околу 150 студенти. Имав една ситуација, мој драг професор пред 15 години, така, самиот кажа, ќе дојде време кога во Македонија секоја фамилија ќе си има матичен стоматолог и за жал тоа почнува да се случува се почесто. Се движиме во таа насока. Спомнав за жал, не го доживувам тоа како конкуренција. Конкуренцијата е убава и здрава работа, затоа што ни дава мотив да бидеме секојдневно подобри. Меѓутоа најважно е да бидеме подобри од самите себе кои што сме биле вчера. Ќе дојде момент кога се потешко ќе се наоѓа работа како стоматолог. Што мислиш дека ги мотивира ове младите конкретно? Па, атрактивноста на професијата, титулата доктор. На еден начин стоматологијата е занает кој што генерира средства и мислам дека тоа се некои од основните предуслови за мотивирање некој да се запише да студира стоматологија. Да. Што е со моменталната состојба стоматологија и имплантологија во Македонија, во нашата држава? Во кој правец се развива? Тука, нели, нормално ќе земеме предвид и технологијата, дека се развива многу брзо, кажав и на самиот почеток. Тргнуваме, нели, од пред 20 години, кога беа само рентген снимки, кога докторите не гледаа на светлина, да видат што му е на забот. А сега имаме, не знам, 3D... компјутерска томографија. Така, компјутерска, не знам сите изрази. Да, интравални скенери, ласери, сето тоа. Така. Во кој правец се движи реално стоматологијата во Македонија? Па видите, имаме на што да бидеме горди. Македонија во последните 10 до 15 години има прогрес на тоа поле, зборам од технолошки аспект, затоа што многу колеги, еве конкретно и наша поликлиника, се труди да ги следи светските трендови преку вложување најпрво во едукација, стекнување на знаење, стекнување на нови вештини и обука, а паралелно на тоа го следиме и технолошкиот тренд. Затоа што во последните 10 години во Македонија технологијата, особено во имплантологијата, има прогрес. И тоа значително нас ни ја улеснува работата, а овозможува да пружиме поквалитетна услуга кон нашите пациенти. Така да македонската стоматологија и имплантологија, можам слободно да кажам, дека ги следи моментално актуелните светски трендови. Како во науката, така и во технологијата. Така, сега имајќи го тоа предвид дека нели со модерната технологија се ни е предвидливо, ние веќе знаеме како ќе не изгледа, нели, и дефинитивно тоа многу ни ја леснува работата. Дефинитивно затоа што во имплантологијата особено еден од најважните елементи доколку сакаме да постигнеме успех е правилното и детално планирање на целокупната постапка.
И токму тие алатки и софтверски и хардверски гледано ни овозможуваат најпрво да поставиме прецизна диагноза, виртуелно на компјутер да го поставиме имплантот во коскиот ткиво на горна и долна вилица. Сето тоа ни овозможува и полесна комуникација со пациентот за да му прикажеме што ќе сработиме, како ќе изгледа финалниот резултат и доколку добиеме негова согласност и одобрување, започнуваме во реализација на истото. И токму тука е предноста на оној дигитален развој на технологијата која што се користи во нашата секојдневна пракса. Так, овде и вештачката интелигенција, која се нели поатрактивна станува во сите сфери, па мислам дека се воведува и во стоматологијата. И сега, дали вие стоматолозите или специјалист по орална хирургија го гледате како закана или како предност вештачката интелигенција? Па во моментот е огромна предност, мислам дека и така ќе остане, затоа што значително ни помага токму во тоа што го реков, и диагноза, и планирање на терапија, и спроведување на терапијата. Така да во моментот вештачката интелигенција е наш сојузник во работата. Не може да биде никаква закана. Па мислам дека не и не верувам дека се уште да ни поправи зап. Ќе биде. Да. Без видете, стоматологијата е хумана професија и овде има многу елементи и на психологија и емоционална интелигенција и мислам дека вештачката интелигенција се уште во тој дел заостанува, така да можеби ќе има некоја мануелна спретност да ни помогне во реализација на третманот, меѓутоа без човечко битие кое што ќе биде да замени ваша рака, нема да може. Меѓутоа и прием на самиот пациент, убаво кажавте, психологијата тука е клучен момент. Па на некој начин ние стоматолозите сме и психолози, затоа што пациентите доаѓаат со своји проблеми, кои што ги таложиле со години наназад. Со страв. Да, од страв, посета на други стоматолози, одредено незадоволство, промена на стоматолог, како и да е, меѓутоа ние мораме да го изслушаме сето тоа, да разбереме со кого имаме работа, да видиме што можеме да понудиме како тераписка опција и истото да го реализираме и спроведеме. Меѓутоа овде е многу важно да се воспостави добра комуникација со пациентот и процесот да тече непречен. Так. Пак ќе кажам, тоа вештачката интелигенција се уште не може да го... Тука ја гледам слабоста на вештачката интелигенција во овој момент. Оно човечкото се уште го нема. Докторе, интересен момент ми се имплантите, нели, и тоа беше почетно идејата да разговараме во овој подкаст. Сега се поатрактивни импланти, нели, поставуваме импланти. Ќе одам да ми стават импланти. Порано беше ставено мост, не знам. И двете работи се уште се користат и така и ќе остане. Зошто имплантите не беа толку актуелни пред 15 години? Зошто се сега? Лесната достапност на информациите до пациентите ги прават имплантите се повеќе барани и се поатрактивни. Меѓутоа тоа не значи дека секој пациент е соодветен да прими дентален имплант. Да, докторе, кога сме овде кај достапноста на информации и социјалните мрежи, мислите ли дека луѓето со ваквата достапност на информации и гледање на Инстаграм и на Фейсбук на бели заби и холивудска насмевка, па доаѓаат кај вас со слики од Инстаграм, сакам вакви заби, тоа ви прави проблем во стоматологијата? Видите, социјалните мрежи колку што се корисни, толку може да бидат и проблематични, затоа што таму можеме да најдеме и слики кои што слободно можам да кажам не се реални. Многу има примена на Photoshop и пациентите некако наседнуваат на тие фотографии и имаат нереални очекувања од вас. И мислат дека тоа е лесно стварливо кај секој еден човек. Тоа не е така затоа што стоматологијата бара планирање, реализација. Меѓутоа, не постои гаранција дека ние токму таква иста слика како што некој пациент нашол по социјалните мрежи ќе можеме да ја спроведеме во пракса. Може да биде приближно и слично, меѓутоа зависи од премногу фактори кои што ние секогаш мораме да ги земеме во предвид при реализирањето на третманот. Тука ја гледам негативната страна на социјалните мрежи и сакам веднаш да расчистам еден мит кој што кружи помеѓу социјалните мрежи, холивудска насмевка или Hollywood smile, како термин не постои во литература, не постои во книга, тоа е измислен термин со цел да се прикажат бели совршени заби, меѓутоа совршенство не постои, така да сметам дека и холивудската насмевка како термин е само еден мит кој што
нереално ги билда Мгм. очекувањата на И некој маркетиншки трик кој да. би сакал да привлече. Јас претпоставувам дека по светот постојат и стоматолози, нели, колеги, кои на овој начин привлекуваат и пациенти и така. Постојат, немам ништо против тоа. Мгм. Да, но дали вие, како доктор Томе, би поставиле импланти по секоја цена, околку бара пациентот? Дефинитивно не. Најпрво се прави проценка дали има индикации Мгм. за вградување на импланти, дали има услови да се вградат и тој пациент да прими дентални импланти и секако, доколку постојат апсолутни контраиндикации за вградување на дентални импланти, тој пациент за жал се одбива или се бара друго решение за санирање на беззабост. Мгм. Така да повторно ќе кажам, многу фактори се клучни во решавањето на тоа дали ќе се постави имплант или не. Не постои цена која што може да постави имплант таму каде што тоа е реално неостварливо. Да, но и доколку е остварлива и се започне со нели таква процедура за поставување импланти, колкав процент, односно колкав удел имате самите пациенти во успешноста да се реализира успешно целата Огромен. операција? Огромен. Нели знаеме да кажеме не го бива стоматологот, не ми направи успешно нели вградување или поставување импланти. Моето мислење е дека доколку сакаме да постигнеме успех и во имплантологијата и во стоматологијата општо гледано, Да. мора да се развие една добра соработка помеѓу пациентот и стоматологот, добра комуникација. Многу трпение од страна на стоматологот, но и многу трпение од страна на пациентот и соработлив пациент. Што тоа подразбира? Да биде свесен за што се случува, како тече постапката и каков резултат очекуваме да постигнеме. И тоа не значи дека ние ќе го постигнеме за 5 дена, за 10 дена. Сепак се работи за биологија и треба времето да го почитуваме. Да. Затоа, мислам дека клучот е во добрата соработка, потоа одговорноста на пациентот, затоа што ние откако ќе го завршиме третманот и ќе го реализираме до крај, поставени импланти. веќе одговорноста паѓа на самиот пациент во нивното одржување, односно одржувањето на оралната хигиена, почитување на препораките дадени од имплантологот, односно од стоматологот и нормално редовните контроли. Кај мене, например, во нашата ординација правило е контрола на 6 месеци доколку имаш дентални импланти. Затоа што денталните импланти нормално бараат и повисока хигиена од природните зъби. Сепак тоа е вештачко помагало и не е ништо природно овде. Но и дали се доживотни имплантите? Одлично прашање. Мит, одма да кажем. Не постои доживотен имплант. Секој кој што тргнал на имплантолог со мислата дека еве денес ќе ги поставам имплантите и тоа ми е до крајот на животот, тогаш живее во заблуда. Тоа дефинитивно не постои и на светско ниво постојат параметри кои што укажуваат дека тоа не е така. Успешноста на имплантологијата се мери на 5, 10 и 15 години. И таа во светски рамки на 5 години преживувањето на имплантите изнесува околу 95, може би и до 100%. Значи, еве, постои некоја гаранција дека 5 години ќе доживеат имплантите. На 10 години тој процент веќе паѓа на 90%, а додека на 15 години процентот е веќе на 85%, што значи дека после 15 години мора да се реобновува или да бидеме нејасно, не дека не е успешно поставен имплантот, туку дека не е доживотно, мора да се менува. Имплантот е статичка работа. Тој е титаниумски шраф кој што јас така велам. И денес е 10 мм и јутре е 10 мм. Организмот се менува. Се менува коскеното ткиво, се менува нашата здравствена состојба и многу фактори влијаат на тоа дали имплантот ќе издржи 5, 10, 15, 20, има импланти кои што држат и по 25 и по 30 години. Меѓутоа, не постои стоматолог, имплантолог, орален хирург, како и да го наречеме, кој што ќе гарантира дека имплантите ќе бидат доживотни. Ако гарантира дека ќе бидат доживотни, може би гарантира дека ако паднат после 15 години, на негов трошок ќе ги замени имплантите. Тоа со цел да... Тоа е повторно некој маркетиншки трик. Да. И што е разликата помеѓу имплант и мост? Кога јас ќе дојдам, нели, кај вас на стоматолог и сега вие ќе ми кажете, може, имаш опција и тоа.
Како да знам што? Одлично прашање. Ова е една од најчестите дилеми со кои што ние имплантолозите се среќаваме во нашата секојдневна работа. Прво да разјасниме една работа. И мост и дентален имплант спаѓаат во групата на протецка рехабилитација, односно надоместување на изгубените заби. Што е мостот во суштина? Премостува дефект, односно премостува празен простор. Додека имплантот, јас лично го нарекувам вештачки корен, тоа е титаниумски штраф кој што се штрафи, односно се вградува, се имплантира во коскеното ткиво на горната, односно долната вилица, кој понатамо ќе ни послужи како основа за надоместување на изгубените заби. Целосниот термин е имплантно-протецка рехабилитација. Додека кај мостот немаме импланти, тогаш потребно е да ги состружиме, односно да ги испрепарираме соседните заби, забите кои што ограничуваат тој без за простор. Тоа е разликата помеѓу мост и имплант. Што е пресудно, што е пресудно дали да се стави мост или имплант? Па зависи од индикациите, зависи од случајот, зависи и од барањата и можностите на пациентот и како што веќе претходно реков, се нудат повеќе солуции, повеќе опции, секогаш последниот збор го има пациентот, а дали ќе биде мост, дали ќе биде имплант, повторно ќе кажем, зависи од ситуацијата. Да, секогаш нели во име на здравјето на пациентот. Дефинитивно. Тоа е дефинитивно. Постојат јасни смерници врз основа на кои што се одлучува дали ќе биде едното или другото и можеби и двете може да се реализират, па тогаш одлучува пациентот. Неговите можности. Да. Ми спомна се еден термин навигациона имплантологија. Би сакала и тоа да го разјасниме, да знаат луѓето што значи. Прво мораме да разјасниме навигациона имплантологија. Постои статичка, која што е постара, и динамичка навигациона имплантологија, која што е понова, помодерна технологија. А навигационата имплантологија, или ние ја нарекуваме компјутерски водена имплантологија, е кога ние претходно на компјутер во специјално дизајнирани софтвери, компјутерски го испланираме вградувањето на имплантот. И врз основа на тоа, ние продуцираме хируршки водич, кој што се поставува во усната празнина на пациентот и кој што не води во текот на препарацијата на имплантното лежиште. Тоа е статичка навигациона имплантологија. Статична е затоа што промените се случуваат компјутерски, меѓутоа откако ние ќе го генерираме хируршкиот водич, тоа е тоа. Не може ништо да се смени во текот на постапката, во текот на хируршката интервенција. Додека динамичната навигациона имплантологија е понова метода, посовремена, која што се уште нема кај нас, меѓутоа се надам дека наскоро ќе имаме и ние, е буквално компјутер те води како по GPS при препарацијата на имплантното лежиште, односно местото каде што ќе биде вграден денталниот имплант. И токму затоа се нарекува динамичка навигациона имплантологија. Ете, тоа е навигациона, нешто те води. Дали ќе биде хируршки водич или ќе биде специјално дизајниран компјутерски систем, го сведува ризикот од компликации на минимум, ги прави резултатите многу попредвидливи и многу појасни и за нас, и за самиот пациент. Тоа е една од предноста на навигационата имплантологија. Дали имплантите се потреба или луксус? Дефинитивно реална потреба. Затоа што ако земеме во предвид дека имплантот е само еден дел, еден сегмент од една имплантно-протецка рехабилитација, тогаш доаѓаме до одговорот дека тие се реална потреба, не се никаков луксус. И кога се соочуваме со пациент, кај кој што треба да надоместиме изгубени заби, ние секогаш се трудиме да понудиме 2, 3, па понекогаш и 4 опции, зависно од условите, на кој начин ние ќе решиме таа парцијална или тотална беззабост. Еден од тие елементи е денталните импланти, но не по секоја цена и дефинитивно е реална потреба. Да. Ве прашувам од причина што поправете ме ако грешам, но мислам дека имплантите не се покриени од Фондот за здравствено осигурување. Во нашата земја не се. Дали тоа е на светско ниво или само во нашата држава е таков закон има да не се покриени? Видете, Фондот за здравствено осигурување нормално има услуги кои што ги покрива до одреден степен. Останатото е партиципација од страна на пациентите. Имплантите во тој дел се уште не спаѓаат и мислам дека и така ќе остане. А не верувам и дека постои земја во светот која што би покрила
имплант од јавниот буџет на државата. Овде, значи, целосно имплантите, доколку сака, нели, пациент да ги постави, се паѓаат на терет на пациентите. И тоа сепак зависи од стандардот, освен нели, ако на нема луѓето. некое приватно здравствено осигурување кое што чини пари, па би ги покрил и трошоците за реализација на еден имплантно-протетски третман. Каква е според вашето искуство, нели, не генерализираме, меѓутоа вашето искуство што кажува каква е платежната можност на нас македонците тука? Па видите, платежната можност нормално зависи од стандардот на граѓаните. Меѓутоа во имплантологијата и стоматологијата сепак клучна улога игра квалитетот. Секој сака квалитет да добие и секој сака да добие квалитетен и продукт и услуга, и луѓето не се штедат за тоа кога станува збор за здравје. Можеби ќе калкулира во почеток, можеби ќе истражува дали ќе најде подобра цена, меѓутоа на крајот секогаш победува квалитетот. Така, се држите до квалитет. Така да, некој ако реши да спроведе квалитетна услуга, не би штедел финансиски средства да ја добие истата. Сега, уште една дилема. Во Швајцарија имплантот е 3 пати поскап од нас овде во Македонија. Можеби 5 пати. Можеби 5 пати, вие сте поинформирани од тој дел. Зошто е тоа така? Дали се работи за помалку квалитет? Не. Или? Ефективно не е заради квалитетот, повторно е заради стандардот. Македонската стоматологија, можеби сега некој ќе ме фатат за замерка, е една од најевтините во Европа, па и во светот. И не случајно... Не за замерка, реалноста е тоа, да. Реалноста за жал е тоа. Меѓутоа сакам да кажем еден факт кој што кога веќе зборуваме за цените, едно вложување во техника, во опрема, истиот тој апарат чини толку пари и овде, колку што чини и во Германија и во Швајцарија. Во смисла да се опреме една амбуланта и исто и во Швајцарија и овде во Македонија. Токму така. Ќе спомнам и за едукација. Плаќаме високи цени за котизација на настани кои што се одржуваат на светско ниво. И доктор во Швајцарија ќе ја плати истата цена како и јас и мој колега овде и останати, меѓутоа цената на имплантот сепак зависи од стандардот на граѓаните. И мислам дека во Македонија треба да се постават подобри услови за работа. За работа на стоматолозите, да. Со тоа ми одговоривте и прашање каков стандард имаат стоматолозите во Македонија. Еве одговори веќе на прашањето. Кога се подготвував за овој подкаст, ми кажа дека сте патувале, нели, ти си меѓународен предавач и патуваш по светот во повеќе земји. Ми стана интересна Индија. Ќе го дискутираме и тоа за твоето искуство, но претходно имам прашање. Прочитав дека во Индија сега е во пораст развојот на медицински туризам или во ваш дел поточно дентален туризам. Каква е состојбата во Македонија? Ние помеѓу луѓето, нели, разговорно знаеме дека доаѓаат од Грција, од Бугарија луѓе кои користат услуги тука, но има ли услов за да се развие таков медицински туризам овде? Кој е твојот став? Струмица и Гевгелија имат еден благодет, а тоа е нивната географска положба, затоа што Струмица гравитира околу Бугарија, во непосредна близина е границата со Бугарија, додека Гевгелија го користи бенефитот на позиционираноста до грчка граница и токму тоа генерира пациенти од страна, односно од соседните земји Бугарија и Грција. Меѓутоа, се почесто се среќаваме со пациенти кои што доаѓаат и од Израел и од Кипар. Навистина. Да, дефинитивно. Меѓутоа, претпоставувам клучен фактор е ниската цена. Да, цената која што привлекува повеќе пациенти, меѓутоа денталниот туризам не е само цената на стоматолошката услуга. Денталниот туризам во поширок опсег подразбира и пречек на пациентот од аеродром, организирање на сместување, организирање на одредени активности за време траење на неговата посета, до комплетирање, не е само стоматолошката услуга. Така да, еве, повторно ќе споменам, во Гевгелија и во нашата ординација ние не го доживуваме тоа како класичен дентален туризам, затоа што грците денес доаѓаат, санираат тоа што треба и заминуваат дома. Тоа не е дентален туризам. Тоа е исто како и вие сега да отидете во Скопје на стоматолог и да се вратите повторно во Струмица. Така да, постои можност, постои простор,
за развој на денталниот туризам. Докторе, напоменав дека нели сте биле не само во Индија, во многу земји во светот, како меѓународен предавач. Би сакала искуство да ми споделите. Пак ќе кажам, еве, например, во Индија, кога бевте. Какво искуство имате од таму? Или компарација да направиме стоматологија таму и овде? Најпрво морам да кажам за Индија, бев навистина изненаден од нивната гостопримливост. Одлична организација, посетив 3 различни града, меѓутоа организацијата пречек од гостопримливоста беа на вистина врвно ниво од страна на тамошните колеги на чија покана присуствував. Што се однесува до стоматологијата, има колеги кои што се одлични доктори, кои што одлично се го познаваат својот занет, меѓутоа кај Индија мислам дека постои можност и треба да се случи поголем технолошки напредок во однос на денталната медицина, па и оралната хирургија, за да можат полесно да ја практицираат во секојдневната работа. Има некое искуство што ти промени мислење во однос на нашата земја тука, во споредба со Индија? Па Индија, кога си каже, добро е во Македонија, докторе. Индија е една од ретките земји во која што за прв пат почувствував дека Македонија во однос на имплантологијата е многу по-супериорна, да кажем. Така да тоа е еден од моментите кои што ги забележав додека се почувствува горд. Да. Сега споредба со Дубај, ми кажавте дека бевте и Дубај. Што се случуваше во Дубај? Дубај, богата земја, светски центар, богата земја, но знаеш што е поинтересно во Дубај? И таму стоматологијата е работат индијци, пакистанци, филипинци, меѓутоа технолошки се многу понапред. Но тоа не е гаранција дека во Дубај се добива најквалитетната услуга во светот. Јас сметам дека во секоја земја, па и во нашата и во соседните земји, може да се најдат квалитетни имплантолози. Која земја е лидер во имплантологија, според тебе? Сега ќе го поделиме прашањето на научно и технички. Во науката доминираат Швајцарија со низините институти, Соединетите Американски држави, Универзитетот во Мичиген моментално е број 1 на светските ранг листи за стоматолошки факултети. Морам да истакнам, на Балканот има врвни експерти, луѓе кои што ми оставиле впечаток. Португалија и Бразил имаат многу со што да се пофалат во однос на имплантологијата, а од техничка гледна страна, односно развој на технологија, тука доминираат Германија и Кина. Каде би сврстил Македонија овде? Па Македонија се труди да држи некој баланс помеѓу тие две работи, токму на начин што веќе претходно реков. Заминуваме во странство, да се едуцираме, да стекнеме нови вештини, токму од тие колеги кои што веќе ги споменав, Португалија, Швајцарија, и се трудиме да ја следиме новите технолошки трендови со набавка на материјали од Германија, па и од скандинавските земји исто така се запофалува, Кина дефинитивно. Така. Имате ли уште вие како доктори, стоматолози, специјалист по орална хирургија мотивација за да вложувате и во себе, и во технологија? И покрај, нели, знаеме дека каква е економската ситуација во нашата држава, па знаеме да имаме често поплаки во однос на тоа, не е добар амбиент за работа. Имате ли се уште мотивација да вложувате и во себе и во технологија? Секојдневна мотивација се пациенти. Секојдневна мотивација е соочувањето со нови случаеви. Секојдневна мотивација е изнаоѓањето на решение и таму каде што е навистина тешко и желбата за напредок. Желбата да се проба нешто ново во технологијата, нешто што е тренд и да биде тоа представено овде и во Македонија. Ете, тие се некој дел од мотивите кои што секојдневно нас не тераат да се едуцираме и да вложуваме прво во самите себе, но и во техника. Така. Докторе, што е во однос на комуникацијата колегите меѓусебно, стоматолози? Еве, вие работите, нели, во Гевгелија. Комуницирате со колегите од Струмица или, не знам, Неготино, Радовиш? Каква е комуникацијата и дали си помагате меѓусебно? Комуникацијата е неопходна. Прво пред се сме колеги и соработката мора да постои.
со цел споделување на нови искуства, споделување на знаење и вештини, а нормално и тоа раѓа бенефити за самите пациенти. Така да комуникацијата постои не само во околните градови, туку и на ниво на цела држава. Да, комуникацијата со колегите одлично. Јас пак ќе се вратам во комуникацијата со пациентите. Тоа ме интересира. Имам уште неколку кратки прашања. Кога очекуваат невозможни резултати од вас пациентите? Што им кажувате? Еве, јас ќе дојдам и ќе кажам сакам бели заби, кои гледате дека не ми одговараат на мојот тен, на мојата физиономија. Па едноставно, ако нешто не е возможно да се реализира, уште од самиот старт ја прекинуваме со работката. Односно, не ја прекинуваме, туку се трудиме да го увериме пациентот дека тоа реално е неостварливо. И тогаш понудуваме други опции, други солуции, кои што можеби да бидат слични на неговите барања и очекувања. Нешто што е нереално остварливо, нормално е дека и нема да се оствари. Секако етиката е пред Етиката нормално дека приходот. мора да доминира пред било што друго. Така. А дали е оправдано да се вадат здрави заби за да се постигне одредена естетика? Никако. Никако. Има една максима која што вели дека и најлошиот природен зап е подобар од било кој вештачки зап. И јас се придржувам до тоа. Она што може да се спаси, а не го дала природата, треба да биде спасено. Она што не може, за жал ќе се жртвува, меѓутоа постојат можности истото да се надомести со помош на одредени протецки надоместоци. Но имате такви барања? Се случува? Има, да, се случува. За среќа ретки се, меѓутоа се случува и категорично се одбиваат таквите барања од страна на пациентите. Што би им препорачале на сите оние пациенти кои сакаат да одат по трендовите, а не по здравието? Здравието е над се. Па трендовите да ги оставиме малку на страна. Така. Докторе, се гледаше ли пред 10 години денес каде што си? Работев на тоа да бидам специјалист, посакував да работам дентална имплантологија и тоа сега е реалност. Што се однесува до делот за меѓународен предавач, да бидам искрен, и за мене беше изненадување кога во 2019 го потпишав првиот договор во Лисабон со Open Dental Community и од тогаш до сега оваа соработка трае, постои и ми дава дополнителен мотив во мојата секојдневна работа. Што значеше за тебе ова? Да бидем меѓународен предавач? И дали се сметаш за успешен? За успешен... Знам дека е неблагодарно да питаш некој лично дали е успешен, но... За успешен имам уште многу да работам, за да еден ден речам дека сум бил успешен. Се надам дека пред мене предстои уште долга кариера во оралната хирургија, така да се уште рано да одговорам на тоа дали се сметам за успешен или не. Работиме на тоа секојдневно и се надевам дека еден ден повторно ќе бидам ваш гостин, па тогаш ќе можеме и да го одговориме на прашање. Да, после неколку години. Да. А што се однесува до дали ми отвори нови можности меѓународното предавање, да. Ми даде прво мотив за поголеми случаеви, мотив за секојдневна работа, за истражување, за стекнување на нови знаења, стекнување на вештини и нормално презентирање на сопственото знаење, сопственото искуство пред колеги од светот. И тоа е еден импулс кој што ми ми вреди во мојот живот. Докторе, ние струмичани ќе имаме ли привилегијата да бидеш во Струмица и да се грижи за здравето за нашите заби? Интересно прашање. Во моментов Струмица е само моето место на живење. Гевгелија е моето работно место, меѓутоа не сметам дека е далеку. Доказ за тоа се и верувај секојдневно доаѓаат струмичани во Гевгелија на стоматолог. Можеби не во голем број, меѓутоа доаѓаат. Така да не знаеме што носи животот, не знаеме што носи днината. Сега за сега состојбата е таква и продолжуваме таму кај што сум. На располагање си за струмичани, значи во секое време. Дефинитивно. Значи ли тоа дека и после 10 години се гледаш во Гевгелија? После 10 години се гледам прашувам некако дали ќе ни се врати во Струмица или не. После 10 години дефинитивно се гледам во Македонија, меѓутоа во моментов не можам да кажам во кој град. Меѓутоа стојам на располагање за секој еден пациент кој што навистина има потреба од моите услуги, од услугите во нашата ординација. Така. И стојам тука да дадам и совет и мислење за било каков третман, па ако треба и да го реализирам истиот на дело во Гевгелија. Така. Добро е и тоа
што нема да те изгубиме надвор од границите на Македонија, со оглед на тоа дека се иселуваат многу медицински лица и па и стоматолози. Доброто во твојот одговор е дека ќе не бидеш овде на располагање во Македонија. Да. Само што за крај, кажи ни твојата мисија како орален хирург. Пред се сакам да бидам запаметен како човек кој што секогаш се трудел да помогне таму каде што требало во однос на мојата наука и како човек кој што секогаш бил тука за пациентите и да подаде рака и да прекаже мислење и да даде совет и да упати во работата и да го реализира третманот од почеток до крај и после тоа. Така. Докторе, јас ти благодарам на гостувањето и се надевам дека со овој подкаст ќе дадеме еден мал придонес во остварување на твојата мисија. Благодарам. Затоа што мислам дека дадовме едни искрени совети и насоки од ваша страна за тоа како треба и да се прави хигиена на зъбите, но и да се почитува стоматологот и сите ваши наводи кои им ги давате на самите пациенти. И се надевам дека ќе ме бидете повторно гостин за 10 години, како што се договоривме да видиме до каде е доктор. Нека стои договорот. Да. Уште еден совет за крај. Дали и колку млечните производи, односно млекото, сирење, се битни за здравето на нашите зъби? Калциумот е еден од најважните минерали. И ако земеме во предвид дека се наоѓа во млечните продукти, одговорот дефинитивно е да. Така, значи, благодарам за советот, докторе. Еве, поздрав од нашите спонзори Јока, млечни производи, а нека биде тоа и совет од мене до сите мои гледачи. Јадете млечни производи за да имате здрави зъби. Поздрав и се гледаме наредниот подкаст. Благодарам, доктор, уште еднаш. Благодарам.